Почитувани колеги, почитуван председател на комисијата, денеска пред нас уште еден кандидат за уставен судија, Воислав Илија Димовски, и онака како што зборувавме досега, силни критики мора да се упатат до парламентарното мнозинство кој што продолжува со овој тренд и со овој начин за избор на уставни суди и крајна партизација за избор на уставните суди. Гледаме дека избираме уставни суди и кога дебатираме за уставните суди ги нема овде представниците од парламентарното мнозинство. Веќе говоревме за ова, неколку пати предлагавме дека мора и задолжително е да се појават овде, да се соочат, да се погледнеме очи во очи, за да видиме кој го исполнува критериумот истакнат правник, а кој е овде благодарејќи на партиски диктат. И жално е она што кога се менуваат улогите од опозиција, позиција, ако се вратат стенограмите за избор на уставни суди од 2010-та, токму оние кои што се сега представници на парламентарното мнозинство говореа дека мора да биде променета методологијата, начинот на избор на уставни суди, дека не може на тој начин да се избираат, а сега крајно лицемерно, чисто партиски се избираат уставните суди и на некои други места, се гледа и се понижи уште еднаш собранието на Република Македонија. Целата јавност гледа дека изборот на уставни суди не се врши овде, не се врши во овие клупи, дека тоа е веќе договорено, тие веќе се избрани. На наши неброени прашања на кој критериум Татјана Васич доби гласови, а например судијата Видларов со долгогодишно судско искуство не беше изгласан, немаше никаков одговор, ниту реплика, ниту било каква дебата. И не дозволивте да се погледнеме овде очи во очи, а рековме дека Уставниот суд е многу значаен орган, државен орган на Републиката кој што треба да се грижи за уставноста и за законитоста. Уставниот суд, веќе рековме дека не спаѓа во организацијата на државната власт и е надвор од поделбата на законодавна, извршна и судска власт, и токму тој е органот кој што треба да определува на која власт, колку власти припаѓа, и тоа е доделена со уставот и со законите. Целосна хипертрофија на извршната власт, а штетата погодуваат и ја плаќаат граѓаните. И уште подалеку, уште полицемерно се оди што дури и се одржуваа пресконференции во кои што се велеше дека опозицијата имала за цел да го партизира изборот. Напротив. Ние предлагаме кандидати како Воислав Илија Димовски, како професорот Видларов, како другите кандидати за кои што патен секој од колегите говореше, за да бидат на еден начин контраст на оние кои што ги предлагате вие. И повторно ќе се вратам на почитуваната колешка Татјана Васич, кој што практично нема никакво искуство во судството и кој што доаѓа од редовите советник во Министерството за здравство, подоцна во Министерството за правда. Веќе говорев, сметам дека и нема простор да се говори колку од законите кои што дојдоа како предлог од Министерството за здравство овде беа турнати, не го поминаа филтерот, колку уредби кои што ги донесе Министерството за здравство падна на Уставен суд поради тоа што не беа уставни, и тоа токму кога советник беше еден кандидат кој што вие сега го поддржувате да биде уставен судија. Истото се случи и со Министерството на правда. И минатите седници ви давав неколку примери кога зборував зошто е важно да немаме партизација кога станува збор за избор на уставни судии. И ви говорев за примерот со финансиската поддршка за Оризот и оризопроизводителите кои што беа дискриминирани. Едните добиваа поддршка само со кантарна белешка, другите со одлука на влада им се наметнати и други критериуми. Тоа е чиста дискриминација. За да се спречи оваа дискриминација, како заштитник на граѓаните, како заштитник треба на уставот и на законитоста, како принципи, како начела, е токму Уставниот суд. На овој начин, со партиско делегирање и партиски избор на уставни судии, вие го компромитирате токму оној чувар на овие две начела, на овие две принципи, а тоа е уставноста и законитоста. Ви зборував и за
други примери, зборувавме и за откупот на опожарено дрво од Кочани и од Берово, кој што се купуваше по 630 денари за метар кубен. 630 денари за метар кубен, кога нашите граѓани плаќаат 4-4.500 денари за метар кубен. И то токму во време на енергетска криза. Изборувавме за тие два примери и сметам дека доволно е овде да завршиме. Зборував и за примерот со дискриминација кој што се јавува во водостопанството, каде што имате одредени подружници кои што имаат 90% за наплата, а при тоа директорите на водостопанство ќе пренасочат само 2, 3 или можеби максимум 4% од вкупните инвестиции. Тоа е целосна дискриминација и како заштитник треба да биде Уставниот суд. Меѓутоа, Уставниот суд со уставни суди кои што се избираат на партиски начин, на тајни партиски средби, а не се избираат овде, за жал ќе создадат ситуација во која што уставноста и законитоста за нас ќе немаат никакво значење или ќе имаат значење кога што една лива да има значење за риболовец. Толку е значењето еднакво на нула. А денеска ќе ви кажам еден друг пример зошто ни е потребен уставен суд за да ги заштити и оризопроизводителите и да ги заштити граѓаните од дискриминација која што ја наметнува владата и да ги заштити другите облици на власт, вклучително и собранието и граѓаните од извршната власт која што има само една цел, а тоа е лично богатење на одредени министри. Затоа што вие како парламентарно мнозинство не најдовте сила, не најдовте начин да изастанете на патот на тие министри и нивната неспособност се причината зошто вие ќе паднете од власт. И овие уставни суди воопшто нема да го спречат тоа што доаѓа, а тоа е катастрофалниот пораст на оваа власт и на оваа влада. Меѓутоа, за жал, ќе останат катастрофални последици за почитување на уставноста и на законитоста. Би сакал само уште неколку примери да ви дадам. Едниот од примерите е кога ќе се погледнат изјавите на Васко Ковачевски и на премиерот Димитар Ковачевски кога станува збор за енергетската криза. Пред само 2 недели Васко Ковачевски говореше дека за набавка на електрична енергија од 7 до 12 месец за последните 2 квартали се потребни уште 150 милиони евра. 150 милиони евра народни пари поради нивната неспособност и не знам колку пати разговаравме овде во оваа собрание дека навреме ако беше притиснат алармот за енергетската криза можеби ќе се завршеше се на еден подруг начин, меѓутоа вие одбравте не и вие упорно говорите дека станува збор само за увезена криза, без при тоа да ги гледате внатрешните капацитети и можноста која што државните институции, државните органи, акционерските друштва во собственост на државата можеле да ги преземат за да ги намалат негативните последици. Се сеќавате дека пред локалните избори практично државниот врв не сакаше да разговара на овие теми и велеше дека најавите за енергетска криза се измислени од опозицијата и од новинарите. За потоа, кога влеговме вака, би рекол, наглавачки во енергетската криза, да зборувате дека тоа е така во целиот свет. Навистина, така е во целиот свет, меѓутоа, она што внатре ни се случува е резултат само на неспособноста на оваа влада. Зошто ви го кажувам овој пример? Затоа што пред 2 недели Васко Ковачевски говореше дека ни се потребни 150 милиони. За само 2 недели и еден совет за безбедност кај председателот Пендаровски предизвика да излезе премиерот Ковачевски, не Васко Ковачевски, туку другиот Ковачевски, Димитар Ковачевски, да излезе во јавноста да каже дека за овие 2 квартали за набавка на електрична енергија ни се потребни 300 милиони евра. Како се промени ситуацијата да ни требаат од 150 милиони евра да ни се потребни 300 милиони евра? Двојно да се зголеми потребата со само еден состанок или се договараа по високи провизии. И зошто го говорам ова? Па затоа што токму Уставниот суд
треба да биде оној орган кој што се грижи за уставност и за законитоста, кој што се грижи дека ниту една власт нема да практицира повеќе права, нема да си зема за себе повеќе права од она што е дозволено со уставот и со законите, а токму тоа ни се случува. И гледате дека и противуставно, и противзаконски се воспостави една пракса во кој што кризните состојби, кои што владата може да ги прогласи на 30 дена, противуставно се продолжуваат во траење од 6 месеци, па дополнителни 6 месеци. И на пленарна седница разговаравме кога стануваше збори за здравствената криза, кога стануваше збори и за останатите кризи кои што се појавуваат во Македонија, дека таквото продолжување на кризните состојби на 6 месеци е противуставно и противзаконско и е нечуено и невидено и е со единствена цел владата да го задржи своето дискреционо право за трошење на народни пари. И погледнете ги најавите и секи ви биде јасно. Васко Ковачевски најавува дека ќе ни требаат 150 милиони, после само 2 недели информацијата се остава кај граѓаните да биде прифатена, да созрее, за после 2 недели Димитар Ковачевски да вели ни требаат 300 милиони евра. Јас разбирам дека има инфлација во државата и граѓаните секојдневно се борат и гледаат дека има еден огромен пораст на цените. Меѓутоа, она што се прави со трошењето на државните пари е веќе безобразно и веќе го надминува здравиот разум. Како се најавува трошење на 300 милиони евра народни пари, а при тоа има информации дека добри се капацитетите, дека имаме резерви, дека нашето производство ќе ги задоволи внатрешните потреби, а од друга страна владата ви најавува трошење на 300 милиони евра. И кој уставен суд сега ќе обезбеди дека извршната власт нема да си дозволи да има повеќе права, односно повеќе власт од тоа што го дал уставот и законите? Тој извршен суд на кој што тој уставен суд на кој што судиите се избираат овде без практично да ги видиме, без да се обратат, без да разговараме. Па рековме за едно обично вработување, дали е во државна, дали е во јавна администрација, дали е во приватен сектор, за да го вработите човек, најпрво со него ќе спроведете интервју, ќе седне, ќе поразговарате, ќе се погледнете, ќе можете да му поставите прашање. Тоа важи секаде, само овде не. Зошто? Затоа што некој друг ги избира уставните судии. И затоа ние предлагаме, односно настојувавме да предлагаме барем за нијанса поквалитетни, да имаме поквалитетни предлози. Барем да имаме луѓе кои што на одреден начин го исполнуваат критериумот на истакнати правници. Таков е и Војслав Илија Димовски, кој што има искуство и како адвокат, има искуство и како јавен обвинител. И на крајот на денот, ако одберете да не гласате, барем да донесевме пристап во кој што тие ќе беа овде и вие лично ќе можете да ги погледнете во очи и да им поставите Војслав Илија Димовски, се извинувам. Благодарам на колешката. Благодарам на колешката. Секако колегите овде од парламентарното мнозинство веќе го договориле изборот, тоа е договорен на друго место, така да не значи ништо. Ние овде сме само да ги предупредиме за последиците кои што ќе следуваат, затоа што уставните суди, како што знаете, имаат 9 годишен мандат, имаат практично имунитет. Од нив ќе зависи да ја чуваат уставност, од нив ќе зависи да ја чуваат законитоста. Меѓутоа, еве, колегите од парламентарното мнозинство на овој начин сметаат дека тие ќе ги заштитат нив. Ние сме овде да ја кажеме дека нема кој да ги заштити, затоа што уставните суди можеби ќе ви помогнат во Уставниот суд, кога треба да заштитат некој корумпиран министер и некоја одлука на корумпиран министер, меѓутоа изборот на уставни суди нема да ги спаси од судот на народот. Судот на народот ќе си дојде поради неспособноста, поради највисоката инфлација, поради огромното и висока стапка на корупција која што имате. Ќе ви дојде одговорноста поради тоа што луѓето немаат доверба во судството, немаат доверба во институциите. Ќе ви дојде судот на јавноста затоа што на приходната страна владата на Ковачевски не се откажа од ниту еден приход, а видовме дека
од инфлацијата само тие имаат бенефити затоа што на номинална основа собираат повеќе пари. Судот на јавноста ќе ви дојде од земјоделците од истокот, кои што не ги заштитивте во ниту една околност. Болеста на фармите на свињи во истокот сериозно ги погоди и владините тела и институции ги немаше никаде кога требаше да ги заштитат. Ја немаше ни Агенцијата за храна и ветеринарство, го немаше министерот Љупчо Николовски, го имаше само кога требаше да се договара откупно опожарено дрво за неговите пријатели од Крива Паланка, а кога дојде ред за отстрел, кога дојде ред да се уништуваат свињите и практично да останеме без храна, тогаш цели екипи од инспектори, од ветеринари се наоѓаат по селата, по целиот исток, и Облешево, и Чешиново, и Тркање, и Зрновци, Кочанско, Беровско. Сите фарми се уништени. Како ќе ја објасните таа негрижа на оние кои што се одлучиле да инвестираат во храна? Не само инфлација, туку ќе имаме и огромен недостаток на храна. Меѓутоа, ние само ве предупредуваме, вие очигледно дека немате слух за ништо и уште еднаш ќе кажам, сметате дека ваквиот договорен начин, ваквиот договорен избор на уставни судии ќе ве спаси. Нема да ве спаси, можеби ќе спаси некоја неквалитетна уредба, некоја неквалитетна одлука на владата, можеби ќе наполни некој министерски джеб со некој милион евро, како што правевте кога станува збор за набавката на електрична енергија и за плjačкањето на граѓаните. Меѓутоа, уште еднаш ќе кажам, нема да ве спаси кога станува збор за судот на народот. И јас искрено се надевав дека можеби додека траеше оваа комисија ќе ја промените методологијата, ќе се охрабрите да седнеме да поразговараме за секој од овие кандидати поединечно, лично да ги погледнеме CV-ата. Не, вие одбравте начин да бидете само слепи послушници на извршната власт и дополнително, како што го урнисаа довербата во судството на само 2%, така ја урнисаа довербата и на овој законодавен дом. А со тоа што практично и немаме дебата, потврдувате дека уставните судии се избрани на друго место. Затоа изборот на уставни судии останува ваша одговорност, меѓутоа пред нас останува да имаме што побрзо предвремени парламентарни избори, па да ви кажат граѓаните како се избираат државни представници на еден друг принцип, различен од овој на кој што вие ги бирате уставните судии, и да ви кажат дека новиот парламентарен состав нема да се бира како вие што бирате уставни судии, нема да се бира без да ги погледнете гласачите очи во очи, а посем сето ова што го направивте, не знам како ќе си отидете во вашите места, како ќе ги погледнете гласачите, како ќе ги кажете дека ја презадолживте Македонија, како ќе ги кажете дека не можеме, граѓаните не можат да си ги платат основните режимски трошоци, практично ќе бидат оставени и без храна, и без електрична енергија, и се оставени на маргините на општеството. Тие, обичните граѓани, се тие кои што треба да ви избираат вас и се тие за кои што вашите партиски договори за уставни судии не значат ама баш ништо и ќе бидат еден дополнителен мотив плюс да ве казнат. Затоа што на овој начин, со ваква неодговорна извршна власт и со парламентарно мнозинство кое што нема волја да и се спротистави, се раѓа, односно се заговара Уставен суд, кој што на ниту еден начин нема да и пречи на извршната власт, односно на министрите да се богатат. Затоа, за крај уште еднашка, слободно продолжете, ќе избегате од уставност и законитоста, нема да избегате од судот на јавноста. Ви благодарам.